Извинете, господине, кратка анкета, дали може? Може бе, дечко, повели. Мнозинството бугари се против воведувањето на еврото. Граѓаните стравуваат од инфлација и од продлабочување на сиромаштијата. Нека не се секираат комшиите, еве кај ме крива паланка, ќе си дојат у крива паланка, ќе си купуваат во денари, и за нив ефтино, и за нас ефтино. Во доменот на сиромаштијата, ние и бугарите сме браќа. Во доменот на историјата има да се исколеме до истребување. Македонскиот народ е поделен. Дел од верниците го поддржуваат владиката Партени да биде избран за владика на Деварско-Кичевската епархија, други пак го поддржуваат новоизбраниот монах Георги. Уште ова ни фалеше поделбите да бидат комплетирани. Сега едниве протестираат за отец Партени, другите го поддржуваат отец Георги. На Фейсбук еден куп анализи се изначитав од овие се аналитичарите се што знаат, и сега за отец Партени тврда дека е бугараш, за отец Георги демек бил тазен монах, а уствари ова да ти се згади. И двајцата се умни луѓе и овој народ треба да свати конечно дека изборот за митрополит не е фудбалска утакмица. Господине, вооптека идејата за една изборна единица, што ви кажете за ова? Ништо не било. Ова идеја и ова прашање се покренува пред секој можни избори, ама ништо нема да биде од тоа, бидејќи не им одговара на големите партии, и тоа е тоа, дај друго прашање. Во Тетовско, некој човек викнал столар за да му го поправи стариот мебел, пошто столарот дошол, го земал стариот мебел, земал аванс, и 2 месеци нема ни трага, ни глас од мајсторот. Една поговорка вика вук појел магарца. Во случајот мајсторот е волкот, а муштеријата е магарето. Никако да му даде памет на овој народот. Забега народот. Дефинитивно со нешто не прскаат. Собранието ќе биде во посебна безбедносна зона и тоа ќе биде регулирано со закон. Ми се свиѓа, а особено ми се свиѓа тоа што ќе бидат забранети протести и слични глупости, и значи ќе нема застој у сообраќај. И еве од мене уште еден предлог, иста таква зона безбедносна да напрати пред влада. И шо има бе таму да протестираат пред влада луѓето? Добре, каде да протестираат? У парк бе, у парк. Еве англичаните на пример си имат Хайд парк и таму се јадат трици. Еве ние да си направиме Хайд парк наш, па нека се празни народот таму. Деновиве прочитав интересна вест. После 12 години изградба, Струмичкиот театар ќе треба да се реконструира пред да се отвори. Да се реконструира нова града, стварно интересно. Ама знаеш шо, сигурно утнале нешто, па сега ќе поправат. Тоа е исто како да направиш куќа без веце и после што ќе правиш? Ќе мора да градиш поново. Ама нека се стрпат струмичани, кај издржале 12 години, за година-две ќе си имаат нов театар. Само трпение и без нервози. Во Македонија над 46% од возрастните мажи и 27% од жените се пушачи. Па пушиме, дечко, затоа што се нервираме. А вие пушите? Пушам, од нервоза пушам. Значи ме нервира машми, ме нервира децата, ме нервира власта, ме нервира опозицијата, ме нервираат комшиите, сите ме нервираат. Еве уште малку и ти ќе ме нервираш. Да не сте во менопауза. Абе, така ли се разговара со дама, бе? Така ли се разговара со дама, бе? Извинете, господине, добар ден, дали може кратка анкета? Немој бе, ќе ме заебаваат од друштво, молим те, стварно. Најди некој друг. Ајде, неколку прашања сам. Нешто просто. Падна владата во Холандија, еве што ќе кажете за тоа? Што да кажам бе, Европа е во криза бе. Холандија падна владата, во Германија колку време таму имаше проблеми, влада ова, на коалиции, джиги-миги, у Франција се шамараат на дневна основа. Само кај нас владата е стабилна, од ова постабилна не може да биде. Уште Данела да ја отераме во пензија и овде знаеш што ќе биде? ВМРО-вска нирвана бате. Во Чаир, господине, никнала 6-катница дивоградба. Добра бе, 6-катница, не е 60-катница. Мислам, дечкиве се пак скромни, окей. Не сте сериозен. Јас сум максимално сериозен. Они што градат дивоградби, тие се несериозни. Јас сум веќе помирен со нашето безредие. Значи, стварно ме боли, да не кажам шо. Автомобилски гуми, мебел, санитари, пластика, ова се само дел од отпадоците што се извадени од дното на Охридското езеро.
Во Охридско езеро има се, само веќе бисери нема. А знаеш ли зошто? Немам поима. Па бисерите бегаат од свињите. А кои се свињите во Тие случај? што фрлаат. Значи тие се свињи. Ја им се извинувам на реалните свињи, а овие што фрлаат се стварно свињи. Господине, во 2024 година бројот на разводи е зголемен за 14,7% во однос на 2023 година. Нормално е тоа. Види, кога на машките ќе почнат да им се вртат опавчињата, а на женските да им играат опашките, тогаш настапуваат проблеми. Филозофијата на бракот што е? Да има почитување, респект, да има заедница, да има љубов и се разбира да има верност. Чим ќе почнат да мрдаат опавчињата, се размрдува. Ме разбираш? И после, што? Па развод нормално, што друго? Така е. Ви Поздрав. благодарам.